но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи, почитувани гледачи. Мислев дека имам доволно аргументи да ја насловам емисијата дека излезот од кризата е со влезот на пратениците во парламентот. Но се чини дека, еве, денеска на некој начин и поофицијално почна работата на парламентот, но со начинот на кој што работат подсетува на секое старо собрание со дискусии, реплики, контрреплики. Се чини песимистички доста, но дали е сепак тоа подобриот одбир, избор на излез од решавање на кризата или е оставање на граѓаните да протестираат по улиците? Може би едното и другото, но мислам дека сите политички субјекти, сите разумни граѓани, па и оние кои илјадници шетаат по улиците во било кој облик, сметаат дека сепак институциите се местото каде што треба да се развива дискусија и да се најде излез од политичката криза. Се разбира и овие дебати се еден дел од мал парламент, каде што во соочување на аргументите ќе се обидеме да најдеме најсофт, најмека варијанта за излез од политичката криза на која на некој начин почнавме дури да се навикнуваме. Мои вечерашни гости, Александар Пандов, добро вечер, и Мухамед Халили, добро вечер. И обајцата бевте пратеници своевремено. На некој начин, ако не сте заборавиле собраниската процедура, може би сега повторно се подсетувате. Ајде со вас, господин Халили, доаѓате малку подалеку, ќе ви давам предност заради тоа. Како гледате на почетокот на работата на собранието, со сите мани и предности што тоа ги носи? Дали насетувате дека може да се излезе или тоа е само една визура, една маска за која повторно ќе се продлабочи оваа политичка криза? Прво сметам дека овој е вистински пат и единствен пат. Друг пат нема. Затоа што граѓаните гласале да се конституира законодавната власт, потоа извршната власт, судската осакатана и така ја имаме, но треба да ја регенерираме од почеток. Тоа што денеска видовме само една монодрама на Илија Димовски и пратениците на ВМРО и по некое префрлање на пратениците на СДСМ и ДУИ. Тоа е обично фарса за почеток на едно собрание, каде пратениците не се свесни дека не доаѓале во собрание само да земат дневници и патни трошоци и да филозофират без врска нешто, туку доаѓале да бидат во служба на државата и нацијата. Тоа е моје убедување цврсто, но сепак ме радува фактот што сепак успеавме пратениците да се собират и да разменуваат мислења за секојдневните политички действија. И сум убеден дека ово е почеток на краткотрајно разрешување на кризата. Бидејќи кризата ќе постои и после конституирањето на владата, затоа што и владата која ќе се конституира, врз основа на тие 6-7 пратеници, нема да има долг век, поради многу причини, но сепак ќе има доволно време и век да евентуално до една година ги тера работите во врска со реформите, но пред се мислам на реформите во
зајакнување на правната држава. Тука пред се мислам извештајот на ПРИБЕ, СЈО и сето тоа што е поврзано со кризата во Република Македонија. А потоа, избори, мислите? Потоа сум убеден дека ќе има избори, апсолутно убеден сум. Дали тоа ќе трае година или година и пол или 8 месеци, но премногу убеден сум дека повеќе од една година нема да трае. Господин Пандов? Ваш став околу ваше мислење, оптимизам, песимизам? Да, освен тоа што се согласувам дека е добро што пратениците влегува во собранието. Јас секогаш сум за тоа дека пратеничкиот состав кој што е избран, местото му е во собранието. Не можам да не подсетам дека пред 2 години, веќе колку се скоро 3 години, после изборите 2014, имавме крик на и Зоран и на Заев, дека 150.000 гласови се фантомски, украдени едно, не знам што се не зборуваше. Тие гласови се потврдија дека нити биле фантомски, нити биле украдени, но тоа беше доволен повод за него да самото негово кажување и тврдење дека е тоа така, да повеќе и од година дена, мислам дека составот на парламентот не беше комплетен. Поточно, цела опозиција го бойкотираше работењето на парламентот и тоа такво однесување нивно конечно дојде до оние минатогодишни декемвриски избори. Но, пак од друга страна, апсолутно не се согласувам дека се ова, како ги наречем, монодрами или било што кое што е само сега парада пред или кич пред граѓаните. Напротив, мислам дека Македонија се наоѓа во кулминацијата на една долгогодишна политичка криза, започната повторно ќе речам со самото завршување на изборите 2014 година, па преку разноразни протести, вакви и онакви, преку бомби, преку СЈО и што се не, како кулминација ќе речам сега е повторно ова што се случува, а се разговара за крајно чувствителни прашања. Се разговара за еден документ кој што е создаден, подпишан, креиран во соседна држава Албанија од странски премиер и како основ на било какво коалицирање сега помеѓу СДСМ и албанците стои токму таа тиранска платформа, која што пак на самиот почеток не треба, тоа е говорено многу, но повторно ќе кажам, тоа е документ кој што значи распад на Република Македонија. Предпоставувам ќе имаме понатака зошто и како јас тоа така го мислам, но според мене тоа е нешто кое што секој ден сега пратеник во собранието треба да се произјасни околу таа тиранска платформа. Ние имаме ситуација во која што албанците ја поддржуваат, имаме ситуација во која што СДСМ вели позитивно гледам на тоа. Но заборави господинот Халили да подсети. Значи, било каков договор кога правите вие, за било што, а изборите се премногу сериозен, тоа е договор помеѓу една политичка партија и граѓаните, кои што треба да гласаат. За да постои договор помеѓу таа партија и граѓаните, партиите излегуваат со политички програми. Политичката програма на СДСМ не беше тиранската платформа, нити било која од сега поддржувачите на албанскиве партии немаа понудено на граѓаните таа тиранска платформа. Од тука тврдам дека граѓаните се излажени, граѓаните се донесени во ситуација преку лаги и преку невистини да им биде подметнато вакво кукавичко јајце и нешто кое што најголем дел од тие гласачи кои што го дале гласов за СДСМ, не велам дека тие 50, 60, 70 илјади, не е важно колку се албанци што гласале за СДСМ, не го поддржуваат сега ваквиот однос на СДСМ. Но главниот блок на граѓани кои што живеат во Република Македонија, пред се тука мислам на македонскиот народ, турци, бошњаци, срби, власи, роми, немаат гласано за бинационална држава, за држава помеѓу македонскиот и албанскиот народ.
ние знаеме дека и по устав Македонија е држава на македонскиот народ и на сите етникуми кои што живеат. Сега, ако господинот Халили го говори тоа како што дека е така лесно, ние во таа ситуација, која би се реализирало се до тоа, ние би имале бинационална држава помеѓу македонскиот и албанскиот народ, и во таква ситуација сите услови и другите работи кои што се ги предвидува таа, како се вика, тиранска платформа, се услови за да дојдеме до федерализација, а подосна и развојување на државата Македонија. Господин Халили, како ќе говориме за реформите на приве, за кои што ги спомнавте и за кои што сегашната опозиција, односно Социјалдемократскиот сојуз заедно со партиите на албанците се подготвуваат, ако е преземат власта, да спроведат реформи на граѓанско општество, реформи на приве, ако ние уште сега, од денеска, од вчера, се занимаваме со платформата. Дали е таа таква каква што се прикажува, дали некој сака да ја намали опасноста и некој ја зголемува намерно, каде реално таа постои и какви закани може да има или не? Па видите, тоа сите го знаат кои не следеле нас како пратеници во првиот состав. Кога таа платформа е напишана, господине, Еди Рама може би имал 20 години. Тоа е декларација за равноправниот статус на албанците во Република Македонија. Сега вие не се чувствувате Напишана. Сега вие не ли се Ама слушајте, ве слушнав. Ве слушав и јас. Ве слушнав. Дали се чувствувате равноправно? Ве слушнав, ќе ти кажем и тоа. Да се слушаме малку. Тоа е декларација за равноправниот Платформа е тоа, статус. не е декларација. Ја што ти велам, ти ќе слушаш. Па Ти... вие- Ама вие не сте подписник. Ме Вие извини, не сте подписник ама на слушај таа до крај. платформа. Кога ќе ме слушаш до крај, ќе разбираш. Ајде. Само да чуеме да знаат и граѓаните што е ставот на... Сите граѓани тоа го знаат, бидејќи ние 91 година, пред да се гласа Уставот на Република Македонија, пратеничката група на ПДП, НДП, достави до Собранието на Република Македонија декларација за равноправниот статус на албанците во Република Македонија. Што имаше во неа? Во ова декларација за равноправниот статус се сите точки што ги има платформата која е потпишана во Тирана. Така што Еди Рама може би церемонијално бил присутен, но тој ја потпишал платформата на ПДП и НДП, пратеничката група, која е документ сме ја доставили до Собранието. Во таа платформа доследно се вели составот на Собранијата, составот на Националното собрание и Собранијата се определува врз основа на општите и демократски избори. Значи, сега имаме ние една бизарна ситуација кога сакаме собрание да не се конституира затоа што граѓаните протестираат на улица. Второ, во Република Македонија работни јазици се македонскиот јазик, албанскиот јазик и турскиот јазик. Каде што и српскиот Во и Република, ама слушај сега што... Тоа е само каде што живеат 20 Ја ти кажам што сме пишувале, нешто сакаш ти? Аха, во таа 91. Да, Аха, во така. Република Македонија службени јазици се македонскиот јазик и албанскиот јазик на местата каде албанците се мнозинство. Тоа, ама таа платформа од тогаш, да направиме паралелна сега, сегашната платформа. За сегашната? Ова сегашна платформа, ако има нешто минус од таа, бидејќи ова сегашна платформа е препишана од тогашната платформа, не од Еди Рама. Тоа е составено од пратеничката група на ПДП-НДП. Тамо ние сме И таа водеше кон бинационална држава. Завршивте предпоставам, Да. добро, во ред, Да. ве разбрав. Не, Но таа... вие Сакаш заборавате- уште понатаму, Не, до крај. вие заборавате една Сега, многу важна работа. сега да дојдеме ајде на тоа што ме Пошто прашуваше. Не е монолог сега, Не. Треба да дебатираме Што ме сега. прашуваше? Да, дали се чувствувате Да. равноправен? Слушај,
ме прашуваше ти мене дека Дали таа за платформа го има прифатено Заев. Да. Таа платформа прво го има прифатено ВМРО ДПМН. Каде тоа го имате вие видено? Да? 10 Каде го дена имате? е преговарано и разговарано. Вие ли сте учесник во тоа? Слушајте сега, бидете стрплив малку. Во 21:30 часот ТВ Топчанет Албанија објавила вест дека е создадена влада помеѓу ВМРО и ДУИ. Ама зашто разговарале, господине Халили? Многу е важно. Во 11:30 Зашто разговарале, господине Видите, Халили? Има изјави. во 10:30 Добро, ајде, завршите па да... Во 10:30 Демократската партија на Сали Бериша честита формирањето на владата помеѓу ДУИ и ВМРО. И во 11:30 слушате емисија, има еден новинар Батон Хаджију во емисијата Опинион, вели дека во 11:30 дошло наредба дека нема коалиција ВМРО. Инаку коалицијата била создадена. Бејта вели дека на предлог на ВМРО ДПМН ние прифативме, сега тие прифатиле на полицајците на албански да им пишува полиција и исто тамо и во Валандово, во Струмица, денарот да биде нешто потежок, да има и нешто букви на Кој тоа албански. прифатил? Бејта тоа го велеше на телевизија. Бејта кажу и други работи. ВМРО го Ајде, прифатиле. речеме, имаше различни изјави околу тоа и Дали се Бујаров чувствувате рамноправен или не е рамноправен? Не да се чувствуваме, нема платформа Ете, јас тоа. ќе ви кажам зашто. Јас пак се чувствувам по-нерамноправен од вас. Односно дека вие имате поголеми права, но да се вратаме на вашето. Ајде се Тоа било 91 господине Халили. Да. 2001 имавме воен конфликт. Да. После тој воен конфликт, вашата партија беше еден од подписнички на тој Не е Охридски. еден туку креатор на тој документ. Мене ми одговара да Да, си тебе те одговара. да си уфрламе еден со друг. Вие се буните на тоа да не ме прекинувате, односно да не ве прекинувам. 2001 година имавме воен конфликт. Да. После војниот конфликт и го имаме Охридскиот рамковен договор, Да. со кој што како се викаше председателот во тоа како се викаше председателот на ПДП? Имери вери. Имери Мери. Тој што почина. Беше, така е, беше подписник човекот. Да. Сите пратеници, јас во тоа време бев пратеник во собранието, сите пратеници од ПДП тврдеа дека со Охридскиот рамковен договор се исполнети сите барања за рамноправно да се чувствуваат и да се чувствуваат како во собствена земја Не сме албанците. го рекле ние тоа. Јас Има можеме стенограми. Има За стенограми. за ПДП ако зборуваш. Има стенограми, јас сигурно, јас сум се обраќал директно и станувале пратеници кој што предходниот председател на ПДП, не Имери Мери, како се викаше? Извини, тоа време бил Имери во Софија Мери. што беше Тоа друго време. Тоа е пред Охридскиот Во договор. ред, но беше пратеник Алити. 2001, Да. така е. Тој тврдеше. Дали Од ДП зборуваш за од- Алити и за Имери? За Алити. Имери не беше во парламент. Само председател беше на ПДП. ДПА исто така потврдуваа. Сега, барањата нови кои што ги имаат испоставено и ова ваква како што е создадена таа тиранска платформа, тоа се барања само преку воен конфликт Не, кои што може да дојдат да се реализираат. Тоа предпоставувам многу вас. ги банализирате. Тоа банализирање е Тие се барања што јас лично како- Јас никако не ги банализирам. не ги банализирам. Наврат, па вие ги банализирате, монодрама велите дека е парламентот. Јас ви велам Тие дека е тоа барања, чувствително, тие се за некои точки тие од се тие барања кои барања- што се толку чувствителни. За некои точки Вие од тие говорите- барања само јас се дозволете. срамам. Дозволете, За навистина. дозволете. Смешни се. Дозволете. Да расчистиме околу ВМРО. Ајде расчистиме. ВМРО не направи влада со ДУИ и многу важно. И тоа можете вие да го колку сакате да го негирате, Ја му верувам на портпаролот на ДУИ, му верувам Така на е, па, Бејта. така е. Не ти верувам тебе јас. Тој бил во преговори со нив. Така и јас исто нивните изјави сум ги гледал. Јас не сум учесник во преговорите. Вие предпоставувам дека сте биле чим толку Не сум силно бил, но тврдите. ги цитирам нив. Но ни во еден момент нити портпаролот на ДУИ, нити председателот на ДУИ, нити било кој од ДУИ во време на разговорите со ВМРО не излезе и не рече
појдовна и завршна точка во разговорите за ДУИ е Тиранската платформа. Не, него само го имаа минимизирано дека треба да се види постојниот закон за употреба на албанскиот јазик во општините, да се имплементира и да се унапреди ако може, СЈО, НАТО, ЕУ. Тие 4 беа точки. Има изјави. Во оној момент Има изјава каде Бујар Османи вели. Што рекол? Бујар Османи вели, во однос на албанските барања, го цитирам него, ВМРО, ДПМН и СДСМ имале идентичен став. Тоа е кога не постигнаа договор со ВМРО, па почнаа да даваат такви изјави. Кој не постигна? Тие го одбија ВМРО. Ете во ред они го одбиле. Во ред го одбиле затоа што било понудено малку. Затоа што било понудено малку. СЈО е јасна приказна дека не поминува Како малку е? 8 министерства да понудиш малку е? ВМРО понудила 8 министерства. Не ве личи на годините вака да треска да работи. Каде вие тоа постави ти? Што си комплексиран ти? Зашто јас да би се комплексирал? Од кого да се комплексирам? Вие може да бидете ја ги цитирам луѓето. Затоа што слушате како било понудено на овој на оној, а вас ништо не ви е понудено затоа што сте добиле 1100 гласови. Остави сега. Остави тоа ти. Остави ти тоа. Тоа е најважно. Ние зборуваме сега за темата. Вашата меродавност, вашата информираност, вашето знаење, вашиот интелект имале можност луѓето пред 2 месеци да го измерат и само 1100 гласа. Ти остави тоа. Господине Калели, 1100 само гласа. Тоа не е проблем. Тоа фамилијата не ве гласа. Тоа не е проблем. Кој разговарал и што разговарал, тоа се по изјавите кои што ги даваат официјалните лица од ДУИ и од ВМРО. Ја повторам ќе ви кажам. Од ДУИ рекле дека тоа така. Од самиот почеток има изјави во кои што вели дека Тиранската платформа не доаѓа во предвид да се разговара. Лага, тоа е лага. И немојте да се држите. И немој да се држите само до една точка во таа Тиранска платформа. Законот за јазиците и сега е постоја. Што има закон за јазици за употреба на граѓани кај што има 20%. Значи и сега има така. Што има тоа? Што е? Употреба на албанскиот јазик. Има законот. Има ли во Тетово право? Остави Тетово, слушај. Постојат и други точки кои што вие воопшто не ги спомнувате. Согласно Уставот на Република Македонија. Зашто се гледате? Слушај, законот. Сега господине Калели, не мене што ми смета. Слушај, Уставот. Како вие во Тиранската платформа или вие во 91 година? Што сте се нашли вие повикани за преговори со Бугарија или со Грција? Зашто сте се нашли вие повикани? Што вие како албанец се наоѓате по... Сакаш да ти кажам ја за Бугарија? Да, за Бугарија и со Грција да разговарате. Воопшто за Бугарија не ме интересира. Знаеш зашто не ме интересира? Слушај сега, слушај. Јас сум бил со највисока делегација. Слушај, ево, јас сум бил со највисока делегација македонска тука на посета во Бугарија. Добро. Со највисоки представници. Добро. Кога сме били, сме разговарале внатре со нив, сите збореле на бугарски јазик. И македонците, и бугарите. Кој македонец знае бугарски јазик? Извини, се надпреварувале кој ќе зборува повеќе, подобро бугарски јазик. А амбасадорот дури удираше по град и дека пишувал книга на бугарски јазик. Ама што е поентата на ова што го говорите? Кога излегува... Еве да ви прифатам, сите знаеле. Кога излегува после на... Што вие се чувствувате како албанец, повикан во Бугарија? Кога излегува во пресуд, без да го употребат нивниот мајчин службен македонски јазик, тогаш со преведувач пред народот. А на средбата е разговарано на бугарски јазик. Ама што, сега ради да нема преведувач или да има преведувач? Да има, бидејќи... Позадината е многу поголема, господине. Ние сме две државни делегации. Треба и внатре да има. Позадината на Тиранската платформа во точката дека треба да постојат албанци во преговарачкиот тим со Бугарија и со Грција. Не ли ви е јасно зашто се тие разговори? Со Грција ми е јасно. Да, а со Бугарија? Со Бугарија не ми интересира. Зашто исто? Оти знам дека џабе да биде албанец таму. Пошто велите дека вие сте ја пишувале Тиранската платформа. Со Бугарија е џабе албанец да биде присутен. Ти е јасно. Со Бугарија џабе албанец да биде во делегација присутен. Ама вие ја поддржувате.
Со Грција, да. Ама вие затоа што Еди Рама што ти реков? Не рекол Еди Рама, па вие го поддржувате. За каков геноцид говориме ние во Република Македонија? Вашите политичари... За каков геноцид? Ја па ве прашувам вие, пошто 91-во Вашите политичари играат мајтап со народот. Зашто мајтап? Затоа што се преправат дека се борат за национални права, А не се борат. а не се борат. Пошто тоа вие? Зошто тврдите? И затоа, Каде вие го и имате затоа тоа? во однос на Бугарија немој да поставаш прашање. Но вие тоа сте го пишале 91-во, Во однос на Грција, Да. во однос на Грција, ние сме дошли до еден заклучок, албанците, дека вие не сакате да го решите проблемот. Но ние немаме проблем. Грција има Тој што проблем со нас. постои. Ама Грција има И проблем со второ, нас. што подолго Да. тој така наречен конфликт меѓу Грција и Македонија, тоа им дава можност на политичките елити да прават бизнес со грците. Тоа е докажано. Како бизнес, господине Халили? Имате вие политичари, Абе, кој сака, мислите, вие верувате во тоа дека во Македонија постои политичар кој што сака да го има проблемот со Грција? Кој што не би сакал да сте го таму сакале, има нормален свет во да не сте го Грција? сакале, ќе го решивте. Како да го решам? Вие сакате да се викате Мирослав Вујич? Некој да сака да не се вика веќе Мухамед, Мирослав треба да се викат. Како би реагирале вие, господине Халили? Се знае како сме реагирале. Ете. Вие сте сакале ние да ги именуваме нашите имиња. Кога тоа? Тоа беше 85-та до 90-та, кога беше забрането албанските родители да стават албански имиња на нивните деца. Да, го имаме ние. Имате вие Го имаме тој период. Вие имате македонски имиња на вашите деца. Имате, знаете некој таков пример? Тогаш сме имале арапски имиња. Не бе рекла казала. Како седнавте тука цело време ми Како бе рекла? Тогаш ти Зашто ми зборувате Ти го знаеш периодот на идејна политичка диференцијација. Албанци кои што се крстени со македонски имиња. Што Не со македонски, ти не Со какви? слушаш. Со српски имиња, со какви? Не, бришење на арапски имиња и ставање на албански имиња. Тие ставиле албански имиња, биле принудени да ги бришат и да пишуваат арапски имиња. Вистински не се чувствувам повикан за пред 90 година. Ако не се чувствуваш, зашто зборуваш? Но, тоа ако имало такво размислување, дали во Не пракса, размислување, дали во пракса има декрет, не Дали имало во размислување. пракса? Имало Сега се идејна враќаме. политичка Се враќаме, диференцијација. господине Избркани Халили. луѓе од работа, Дали вие би притворени, прифатиле- затворени Добро. луѓе за овој проблем. Добро, дали вие би прифатиле или бившо југословенски албанец да ве нарекува некој? Дали би ви било вас прифатливо? Па што е наш? Затоа што тоа некој што вие се нарекувате албанец му сметало да некој ве нарекува бивши југословенски албанец. Што е нашиот став? По тоа право на Грција како што настапува, има полно право да ве нарекува вас, исто се живееле во Југославија, бивша Југославија, бившо југословенски албанец. Ама Дали би ви било прифатливо? Не слушаш ти. Или би воопшто не би... Што е албанскиот став кон вас? Што е кон тебе? Ако ти ми кажува дека ти си македонец, јас ништо немам, со задоволство разговарам со македонец. Дали албанците вас ве негирале? Не. Што е поентата сега? Слушајте ме, Ти немаш проблем со албанците, имаш со грците проблем. Повторно ќе ви кажам, мене проблемот И во спорот, во таа точка на да. Тиранска платформа ми е дека албанците ќе разговарале со грците. Зашто ќе разговарат? За тоа како мене да ме нарекуваат остатокот од Пак светот? ги искривуваш тие работи. Не, во Тиранската платформа тоа го Во пишува. таа точка се вели. Да, дека Во албанците делегацијата, во званичната делегација дипломатска па идеше Алија на Пети во Атина. на Република Се обидеше Македонија да. треба во составот да има и дипломат албанец. Што има лошо во ова? Господине Халили. Што има лошо во ова? Господине Халили, вие сте... Кажи ми што има лошо во ова? Еве ќе ви кажам што е. Затоа што од 90-та година навак никогаш албанецот не настапува затоа што е интелект, затоа што е ги разбира работите во политиката или е стручен по некое прашање. Дали камера знае, водител, не е важно. А има албанци способни во секоја област. Кај да настапува? На било што. Кај? Еве пак ќе ви упростам. Не тргнува албанецот од тоа дека е добар новинар и дека може да си најде место во ТВ Нова. Него, ради политичарите албанци,
секогаш е тоа, jer тоа што сум албанец, вие мора да ме примите. Не, точно бе, тоа е Ако измислица има, твоја. ако постои во Министерство за надворешни работи албанци кои што ја разбираат дипломатијата. И никој не ја разбира дипломатијата. А има такви. Јас сум сигурен. Никој не ја разбира. Од Слушајте ме сега, имате 50 амбасади, слушај, од 50 амбасади што Македонија ги има во светот, само еден албанец амбасадор, господин председателот поставил. Одбива 3 години да постава амбасадори. Знаеш ли тоа? Јас колку што знам има еден куп амбасадор. Ја ти кажам. Јас колку што знам. Од 50 дипломатски. Па вие сте амбасадор, господин. Ја ти велам. Еве вие као албанец, као човек сега кој што преживувате уште во рани и тоа е тачно. Во моментов, во 50 амбасади во светот. Јас не можам да го тврдам. Да, само еден амбасадор албанец има. Господин Ѓорѓе Иванов одбива да именува. Тоа е кршење на Оридскиот договор, непочитување на Оридскиот договор. Јас не можам ова да го тврдам, вие работите во Министерството за надворешни работи, но сум сигурен дека на 20% од вработените во Министерството за надворешни работи се албанци. И тоа, повторно ќе ви кажам, голем дел од тие луѓе, јас сум цврсто уверен и знам, имам пријатели кои што работат кои што се во служба во Министерството за надворешни работи, кои што велат дека се супер кадар. Супер. Така е, но има и дел кои што само заради тоа што се албанци, господине Халили. Ништо друго, никаков друг квалитет нема. И така се однесуваат. А нема такви, само што се ВМРО? Нема никаде, нема закон во Република Македонија. Јас, како маш, православен македонец, сум најобесправен. Еве тргнете во собрание. Во собрание има процент за малцинства, има процент за жени, има процент за млади. Сега кајде со заев гледаме дека и за ЛГБТ заедница. Значи, ако си македонец, ако си стрейт, ако си православен, ти си најобесправен. Било каде да конкурираш. Кој ти е рекол тоа? Ви велам јас, затоа што некој е од некоја друга етничка припадност, поради клучот кој што му е гарантиран, нема гарантиран клуч, нема. Има како нема. Има. Па вие ми велите, еве сега се повикавте. Во дипломатските представништва викате се крши Охридскиот рамковен договор затоа што не знам колку амбасадори морало да има. Мора да има бе тоа, мора да има. Ама албанци велите. Албанци мора да има. Ама зашто мора? Затоа што сме способни, јазици знаеме, работно одговорни, од се, што треба, што сакаш? И до сега не било ли така? Не ли било така? Па ги нема, ево 3 години ги нема, само еден амбасадор има. Добро, ми дававте можност за една пауза за реклами. А потоа ќе ви дозволам да продолжите со вашите аргументи кои почнете да ги изнесувате и кои имате неколку прашања што може да насточи дискусијата за во што почнавме да говориме. Еве не во аргументи, имаше доста полемика, може би имаше и аргументи, може би имаше и ставови и емоции, но имаше еден интензитет во дебатата меѓу Пандов и Халили. Ако можам, господа, да резимирам, тоа ми е дел од прашањето. Во вакви дебатни емисии, каде што има генерално представник македонец и албанец, особено од десна провиниенција, најчесто се полемизира кои се правата на албанците, дали тие одземаат дел од македонските права и така натаму. Меѓутоа на политичката сцена, господин Халили, мислам и до вас, Пандов, дека битката се води меѓу македонските партии. Албанците ја напишаа, ја подпишаа платформата, но војната се води меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Дали тоа малце контрадикторно. Никој не повикува, никој не ги обвинува албанските партии зошто ја направиле платформата, туку дали некој ја прифатил или не. Тоа значи дека вистинската причина не е платформата. Тоа зборува. Еве денеска да албанците беше вистинската причина платформата, никој не ги нападна, никој не бараше ништо од нив. Сега тука
се води еден надпревар кој да се покаже поголем чистокрвен македонец. Албанец. Господине Халили, албанец. За албанец. Заев се докажува со албанците сега. Тука ви е теоријата што Па не е теорија, тоа е една доза на фашизам. Што е фашистичко во тоа? Да, според нив, собранието на Република Македонија треба да биде составена од македонци. Како мислиш? И повикот на ВМРО, ево нашите гласови што ги имаме 51, составите еден парламент македонски и составите влада без албанците и ова мириса на фашизам. Затоа што вие не можете да ја замислите Република Македонија како граѓанска држава на сите етникуми кои живеат во неја. Таква е, господине Халили. Таква е, ама не можете да ја замислите. Па вие 25 години сте закачени на цицка на буџет на Република Македонија. Кој е тоа? Вие. Да не... Ретко кој човек има толку бенефит од Република Македонија како вие. Има економски показатели. Не сум економист. Сте биле пратени, сте биле цел живот имате плата од буџет на Република Македонија. И сега вие велите дека живеете во фашистичка држава, дека ВМРО било фашистичко. Немој тезите да ги извртиш ти. Дека вие сте биле обесправени. Има економски показатели. Само затоа што сте економски показатели што буџетот на Република Македонија го издржуваат албанците кои работат во странство и доаѓаат трошат во Македонија. И ако мислиш мене да ме си однесуваш, јас сум функционер по тоа што јас сум представник на албанците и на албанските политички партии. Не 1100 луѓе. Не сум јас представник на комунистите. Второ, никој на ниеден албанец тука не му поклонил ништо. Апсолутно. Било кој. Го добил како граѓани. Го добили не, како албанци го добиле. Затоа што сами тие направиле политичко движење, сами институции и тие се вработени во нивните институции. И сега согласно Оридскиот договор. Ништо нас никој не ни дал. Спротивното, албанците кои работат во странство, правите ви економска анализа, бидејќи вие се правите анализ, ќе видите дека ние економски ја држиме Македонија. Ќе видите вие. Паднав на прашањето. Господине Халили. Околу, продолжете ако полемизирате. Заради политичката битка ми е, знаете, изостанува, освен во дебатите, изостанува меѓу двете партии, никој не ги напаѓа сега албанците. Како да имаа право да ја напишат, и сега точка. Сега никој не бара се повлече, тие да ја повлечат платформата. Знаеш што е, Љубиша, повторно ќе го кажам она преска што го реков. Во Македонија сега имаме ситуација во која што не сега, тоа од кога тргна Заев да говори дека ќе ја направил второ официјален јазик во Република Македонија, дека ќе го направи албанскиот. Јазик официјален албански. Дозволете. Само де јуре е 20%, де факто е официјален. Не, а тоа дали сте 20%, тоа на попис треба да видиме. Зашто бегате вие од попис? Кој бега од попис? Зашто бега? Кој бега од попис? Почна пописот и Кој бега од попис? Вие македонците политичари. Албанците бегаат од попис. Кој може да го прекине пописот? И ќе дојдеме до пописот, пошто за мене е многу важен дел за да можеме ние, пошто на основ на Охридски рамковен договор, господине Халили, вие тоа добро го знаете. Добро го знаем. 20% и над 20% Зашто го прекинавте пописот? Е гаранција дека во некоја општина, не е важно дали се албанци, турци, срби, роми, било што, македонци, се говори, односно македонци ако се по дефолт пошто е службен јазик македонскиот, но како втор во таа општина се говори јазикот на таа етничка заедница која што живе. Не се говори званичен, официјален. И тоа е во пракса, господине Халили. Значи, тоа не е нешто кое што... И испод 20 законот предвидува. Но сега во Република Македонија, пак ќе се вратам на тоа, поради таквото лицитирање на Заев према албанскиот етникум,
тој успеа реално да Остави, ја не сум портарол на Заев, остави го Заев. Смеам ли да говорам за Заев? Ја се поставам. Јас смеам ли да не е директно до вас, него од него да јас прашање. И сега да си одговорам на прашањето Сакам да слушам зошто е ова вака? Затоа што да подсетам, до пред оваа кампања, до пред излегувањето кога беше пред пола година на Заев на косовска телевизија, why she, he, his, her daughter требала да зборува во Струмица да учи албански јазик. Тоа беше првата да проба да види како ќе поминува. Подоцна он се надаваше, па со господинот Селја беа во Швајцарија и промовираше пред албанската емиграција дека ете он ке направил соживот, дека сега не сме имале живот во Република Македонија, дека рамноправни ќе ги направил, а тврдам дека имаат поголеми права Што албанците. има лошо од рамноправноста? Во ред, само кажам што се случувало. Како одговор на тоа, нормално дека се зголемува понудите према етникумот албански од страна на етнички албанските политички партии, за да како црешка на тортата дојде таа тиранска платформа после изборите. Тоа беше како нужно зло, како одбрамбен документ им требаше и на Ахмети, и на Касами, и на албанците, за да пред нивниот електорат да покаже дека сепак тие се поголеми албанци од Заев. Од тука, јас реално, како виновни, не ги наоѓам албанците. Јас го наоѓам Заев како виновен. Затоа што јас сум седел претходно и со господинот Халили, и со куп албанци на дебатни емисии. Може би се спомнувало ова или она прашање за албанско. Но реално, многу мал процент во целата таа дебата се движела околу македонско-албански прашања. И јас сум бил презадоволен што реално сум чувствувал, иако незадоволен од тој Охридски рамковен договор, дека македонско-албанските прашања, такви меѓуетнички, биле затворени. За жал, повторно ќе кажам, повикани од Заев. Вас Пандов ги отвори. Заев ги отвори. Заев сега ги отвара прашањата зашто сме дојдени до тоа. Иначе, не можам уште од преска ми стои прашањето, ме прекинав. Еве, има толку луѓе во Министерство за надворешни работи. Остави би Министерство за Морам да те прашам. Остави тоа. Морам да те прашам. Не, тема, оди на Темата е тема. македонско-албанска. Зошто вие како искусен дипломат, како човек од кариера, зошто не отидете кај господинот Драма и да му кажете, беј, живеам во Република Македонија? Зошто не признаете државата како Република Македонија? Зошто како фуснота на таа тиранска платформа не ставеше господинот Еди Рама дека ќе ја признае Република Македонија под нејзиното уставно име? Зошто? Вие како луѓе кои што повторно ќе кажам, толку години живеете на буџет на Република Македонија. Не на буџет, Никој од вас не се најде за право. Ние со буџет ја издржуваме Република Македонија. Ние ја издржуваме. Не живееме на грб на Македонија. Вие издржувате. Зошто не отидете кај господинот Рама како затоа ево да му кажете господине жал ми е што велиш дека се и аналитичар. За нас албанците е многу важно, многу по-братски ги не гледаат нашите собраќа македонци, многу се чувствителни по тоа прашање. Зошто не ја признаете Република Македонија под нејзиното уставно? Ма не слушаш ти. Еве, го поставам прашање. Јас не одам кај него да го прашам, затоа што јас ги знам работите пред него. И? 93 година не повика нас председателот Бериша, јас бев координатор на пратеничка ДСОРА. И ни рече, видите, постои план Самарас, Мицотакис, Милошевиќ да ја делат Македонија. Желев и јас и другите се спротивставиме на таа работа и затоа ова теорија никогаш да не ја прифаќате и да ја отфрлате. Вие секое наше одење во Албанија го гледате
сакат да ја рушат Македонија, сакат нас позади Не ми одговори. Што бедна со признавањето на уставново име сега? Устави меѓу првите земји кои ја признавале Република Македонија е Република Албанија. Под незино уставно име говориме ние, не како фиром. Не сакате вие Вие не сте фиромец, вие сте државјанин на Република Сигурно Македонија. државата Кога ќе влезете во Министерство за надворешни работи, пишува Министерство за надворешни работи на Република Македонија, не на фиром. и за таа работа, Вас не ли ви и за смета тоа тоа? сме разговарали, и за тоа има и што, одговор. Има одговор. Секоја Да. земја си ги гледа своите геополитички интереси, односи, сваќања. Секоја земја има посебна политика и не можеш да му се мешаш. Доволно е тие што меѓу првите ја признале самостојноста на Република Господине Галили, Македонија. го сваѓате ли Ова е парадоксот? многу значаен потек. Наједноставна работа за добра волја да покаже албанската држава. И ниеден треба да ја албанец, признае ниеден Република албанец не ја Македонија, а не негира да праќа македонската култура. а не да праќа Ниеден албанец не ја негира македонската црква, извини. Господине Халили, а не да праќа пратеници кои што ќе говорат тука дека ова не е нешто не била Република Македонија, него фиром била. Кој праќал бе пратеник? Од кој може да му... од Албанија. Кај дошол пратеник? Како се викаше таа господјата? Дота. Тој е личен нејзин став, бе, не е државен став. Во ред, но е пратеник на во Личен парламентот нејзин став, во собранието на Република Албанија. Дали можеш ти некој пратеник да го забраниш? Дали вие како Мукамед Халили излеговте и да кажете што говорите вие? За каква Илирида? За каква непостоење на Не ги македонска мешај бе држава? ти работите со Како да не ги Илиридата, мешам? тоа се други Јас работи. лојалност на државата, Тоа се други само така работи. гледам. Нешто да ти Не е кажам. така. Вие за да велите Нешто- дека сакате равноправност Слушај ме, во бе. Република Македонија. Не Имате сакаме бе ние равноправност, ние се бориме за равноправност. Не бараме ние од нешто. Како албанец, вие бидете си албанец. Но, кога подеднакво исто ќе ве боли, кога за Република Македонија, кога некој така ќе дојде од страна и ќе се обраќа. И кога ќе Кај говори. се обратил? Добро, дозволете. Нема разборување. Дозволете се, дозволете. Дали Оставете, можеш оставете на ја. луѓето да им забраниш? Албански Пандов, политичар Халил, да се побунеше за тоа. оставете ги албанските политичари, говориме за Македонија и за македонската политичка криза. Бидејќи се наметна темата за платформата и да сакаме да некиме таа доминантна во начинот на разрешување на кризата, така се туркаат работите. Господине Халили, бидејќи не сте вие носител на актуелна политичка гарнитура албанска, но сепак можеби можете да искоментирате. Бидејќи се бара од Заев да ја отфрли платформата, а бидејќи се работи за заеднички интерес на партиите на албанците кои сакаат да влезат во мнозински однос со СДСМ, да формираат парламентарно мнозинство и влада, можно ли е, дали е опортуно, ако тоа ја закочува целиот процес, тие да ја повлечат или да ја замрзнат платформата за да може да функционира државата и што би се случило ако тоа се случи? Каде би водило? Какви последици би имало тоа и за албанските партии? Прво, и за... дали има сериозен разлог за тоа? Па за тоа прашувам, че дали има достатна причина и дали тоа може Значи, тие се подписници, не сум јас. И тие што подпишале, тие имаат суверено право да ја преработуваат или не, да ја повлекуваат. Тоа е нивно исклучиво нивно право. А има ли... Која е причината зашто тие би ја повлекле таа платформа? Зашто? Што некому му текнало, наместо да оди на нива, да ора нивата, сега е пролет, треба да јадеме ние. За Заев говориш сега за нивите или? Треба луѓето со трактори да не излегуват на улица, да ора таму, та има пиперки, патлиџани, да јадеме ние. Сега ние нивните пораки ќе ги слушаме да ја повлечем платформата. Ако таа платформа остане, Пандов, сметате дека, како и ВМРО, да помене дека најдоброто решение се изборите? Неколку пати го поставам тоа прашање, бидејќи Бугарија ми е пример. Често пати се повторуваат резултатите во Бугарија, односот од прилика ист. Сметате дека на тие наредни брзи избори, дека се говори Никола Груевски, би ја смениле картата, изборната карта на тие избори, дека ВМРО ДПМН ќе добие поголем број гласови и тогаш што ќе формира сам влада или ќе се соочи повторно со истата платформа на албанските партии? Остана неодговорено на преска кога
Сепак се нова да ми одговори. Еве, Да не се враќаме стално на истите теми, дали сте задоволни. Но е поврзано едно со друго. Број 1, мислам дека не мислам, него тврдам дека македонските граѓани се излажени. И тоа секој еден кој што гласал за СДСМ го тврди. Има некој мал дел можеби од нив. Фршковски, Ордановски, не знаеме, тоа се сепак произволни ставови, се нема статистика. Кој што го имале сценариото. Но најголем дел од луѓето гласаа за Заев, за некои спирали покажуваше, плата од 500 евра, не уверуваше дека за канализација во Арашиново ќе правел. Не гласаа за тиранска платформа, Љубише. Тоа вие рековте дека тоа ги спомнали пред изборите, ја зборуваше. Јас бев еден од најгласните, Љубише. Значи пред изборите. Така е, и пред изборите. Сум имал дебати и дебати, во кои што сум тврдел. Не сакам да кажам и за изборите заедно зборуваш истото. Не го говореше така. Па имаше реплики од ВМРО ДПМН во след Не го изборна говореше. кампања. Он во изборната програма на СДСМ. Во кампањата. Во кампањата не постои ниту една реченица не можете да најдете. Или треба внимателно да барате во кој што негдека позадина да најдете. На тоа дека еве, па да не ги повторуваме ред работи. За успените говори. Така е. Легитимно право би било. И јас апсолутно ќе бидам, еве, најотворено го говорам. Нека излезе Зоран Заев. Нека со таа тиранска платформа позитивно гледа, ќе се договарал, ќе разговарал за се. Име, знаме се. Да. Нека му дадат гласови граѓани. Мисле дека нема да му дадат. Јас тврдам дека нема да му дадат. Добро, јас имам тврдам хипотетичко дека нема да му прашање. дадат затоа што не е тука прашањето никогаш во Македонија и македонските политички партии. Можеби во раните 90-ти години кога имало реално и албански и македонски поекстремни настапи. Но постоело секогаш диалог. Ви разбирам поентата. Помеѓу македонците и албанците. Ние никогаш не сме се гледале, така да речам, со крв во очи. Но за потреби на одредени политичари во дадени периоди точно е дека настанувале. Одам ден потоа. Не можете вие ВМРО да го обвинувате за тиранската платформа или за оваа настаната ситуација. Еден човек има виновник за ова, а тоа е Зоран Заев. Тоа е сега. Ако таа платформа не ја откажуваат албанците, затоа го прашав Халиди, иако не е човекот што треба да ми одговори на тоа прашање. Ако таа етапија депонирана сега или утре, дури со успехот на ВМРО ДПМН со 65 пратеника, 63, кои ќе ми ја донесат платформата, што ќе се случи? Ќе бидат поитри од Заев? Ќе ја прифатат, ќе ја модифицираат, ќе ја одбијат и што ако ја одбијат? Значи јас зборувам долгоречно за Македонија како стабилизација во однос на барањето на албанците. И во оваа ситуација ако можете да предвидите, тоа ќе бидат тие соочени со Заев позицијата. Тоа ќе СДСМ ќе излегува на улици и ќе вика ја прифаќате платформата или не. Не е така. Претпоставувам само. Еве сега ќе ти кажам повторно. Преска го говорев тоа. Постоја разговори помеѓу ВМРО и ДУИ. Зашто разговараме па? Сега ќе повторам. 4 работи. За унапредување на законот за јазиците, СЈО, НАТО, ЕУ. Разбирам, да. Има огромна разлика помеѓу тие 4 точки и вклучување во и преговори некои со Грција, со Бугарија, што ја гледам позадини околу името. Геноцид геноцидна држава, геноциден народ сме биле. Историчар сум. Има промена на име, промена на знаме, промена на грб. Тие ми се идентитетски прашања. Каде има промена и на име? Кај? Разговорите во со Грција. платформата има промена на име. Разговорите со Грција. Зашто се? Сега ги расчистивме, господине Халили. Па ти не можеш да бегаш од тие разговори. Можам да бегам. Не можеш да бегаш, ти гарантирам. Можам, зашто? Кој ме принудува да разговарам со Грција? Немој да го лажете народот, дека вие нема да го менавате името. Значи, имаме... И ние не сме заинтересирани како албанци за тоа. Ние повеќе вас ве сакаме него грците. Што ви интересираат грците? Дозволете. Дали е сменето? Но мора проблемот да се реши. И, значи, тоа се прашање кој што на крајот од денот секој политичар никој не му го одзема правото. Сме имале ние и во минатото со крајно радикални
станово и да као политичка партија да излезе. И во македонскиот и во албанскиот блок. Сега, поради X причини, а пред се заради повиканиот Зоран Заев, продукт на водењето на политика таква како што ја водеше во предизборието Зоран Заев е таа тиранска платформа. Ја повторно ќе кажам, во ситуација со 51 Јас се гордеам кога ти велиш тиранска платформа. Хипотетички да ги поставиме нешто. Немој да ме провоцираш де тоа. Јас се гордеам кога велиш ти тиранска платформа. Хипотетички да ги поставиме нештата, со 51 пратеник вакви биле разговорите. Конечно на крајот од денот и Заев е вака чучнати, клекнати со свиткан грб, он по дефолт е таков, но и заради тоа само 49 пратеници да има. Да ги има и Заев, да не говорам за ВМРО. Заев има 67 мандати. Разговарате за политика и разговарате во таква ситуација како што почна господинот Халили. 67 мандати има Нема. Заев. Веќе денеска Беса му веле 67. Не е точно. Да. Беса уште денеска му веле Не е точно. Господина Не Заев, е точно. ние не ви Не. даваме подршка за Талал Джафери да биде председател на собрание. Немој да се мешуваш ти за Беса. Беса има најконстантна политика тука во моментот. Гледавте ли вие или не гледавте? Оставите тие Ја гледавте ли политички. изјавата на Беса? Беса има право да истакне свој кандидат. Тука не ти сакаш сега значи, раздор меѓу албанците. Тоа не сонувај тоа. Не го подржува. Во овој момент немој да го сонуваш тоа. Талал Джафери. И Зошто нема мислите, не може се скарат на албанците? Повторно да кажам, тоа е сега господинот Халили или било кој албанец може да говори за некаков радикализам, за фашизам дури во ВМРО. Тоа не постои. Па што барате ВМРО е демократска партија и има докажано дека знае да разговара и да живее со други ентитети. На крајот на криштата во ВМРО има од сите религии и од сите ентитети членови на таа партија, има и пратеници, мислам дека од различни ентитети. Да, доаѓам конкретно веќе на одговорот на прашањето. Ти И она што го говореше извртуваш работите како што Никој не му говори кога му вели на Заев, еве ви ги гласовите 51. Стај ги ако сакаш сите албанци министри нека ти бидат. Но отфрлија тиранската платформа. Немој да ти биде програма по која што ти ќе тераш владата. Значи, имајте, зборуваше Халили. Прибе реформска влада ќе била, прибе ќе терале, каков прибе, какви реформи. Значи нема, Не може со овој состав, Што ќе прави овој состав на собранието. Прв закон кој ќе биде? Од прибе некој? Мора да биде. Да, ама прв закон кој мислите дека би бил? Втор, трет закон, кој би биле? Па јас сега не сум тука да нагаѓам. Тие платформа имат. Пошто велите дека следите телевизија, дека ги знаете, Постави изјавите. телевизија, тие вага може денеска да се договорат утре друго. Албанските пратеници кои што го имаат дадено подписот, Да. без збор, секој еден вели. Прв закон сакаме да го видиме, законот за службена употреба на албанскиот јазик. Што има лошо тука? Тоа е по пример? Што? Ама тоа е пример ли? Тоа е по албански јазик. Ама која реформа е тоа, бе, господине Халили? Не е реформа Зар тоа. не мислите дека во Македонија каде живеете, во А Тетово? што ти пречи тебе тој албански јазик? Не ми пречи, Што ти и вие го користите по устав и по закон онака како што е договорено А што ти со пречи Охридскиот ти? рамковен договор. И никогаш јас сум Што бил ти пречи тебе ако ние како партнери во идната власт се договориме во рамките на уставот да го прошириме опсегот на употреба на тој јазик? Господине Халили, Што ти пречи? никој во Македонија, јас не сум слушнал некој политичар од ВМРО да рекол не сакам да слушнам албански јазик, не сакам да видам албански. Што ти маката? Напротив, сите овие права кои што ги говоревме и до сега, ги живеат албанците во Република Македонија и јас се Ама што велам ти како маката кај албанскиот Немам, јазик сега? Немам, но никако не мислам дека во моментов на Република Македонија најгорливо прашање било Зошто? албанскиот јазик. Зошто? Затоа што мислам дека економски прашања има социјални прашања. Ама што пречи јазикот на економијата На крајот на сега? криштата и албанците во Арачиново велеа, мене јазикот не ме интересира,
Мене не интересира канализација. Нас не интересира патот до Студеничани да биде и мене конкретно до Студеничани ме интересира. А и на тие селани од Прилеп, од Валандово, кои се на улица, не им интересира албанскиот јазик. И на нив им интересира бенефициите да ги платите, да земат семе, да земат гориво, да одат да орат. И тие од Прилеп така мислат. Ете така, па секој нормален човек така мисли. Па зашто на улица се прави албанскиот јазик? Не се против албанскиот јазик. Па зашто ги? Господине Халили, нема да ги извртувате работите. Луѓето на улица се против тиранската платформа која што ви кажам. Што обичниот селанец разбира по тиранската платформа? Би ја распаднала државата која што ми е матична мене држава. Дали тиранската платформа на земјоделецот во Струмица му прави штета или неплаќањето на бенефициите или немањето пари да купи гориво за орање? Јас токму тоа ви го говорам, господине. Не ми говориш. Зашто вие не ме разбирате? Ти го каниш него да излезе на улица. Вие мене ми велите дека најгорливо прашање во Македонија е употребата на јазиците, геноцид, не знам, ред работи. Геноцид, слушај. Ред работи. Иако рекламите за геноцид ќе говориме, но а не говорите, еве и вечерва, ние не зборувавме за субвенции, не зборувавме за подобрена инфраструктура, не зборуваме за подобар политички систем. Сега, зашто излегле тие со трактори и со булдожери? За субвенции или за албански јазик? Не ве разбирам. Против тиранската платформа се... Што на нив им пречи тиранската платформа? Ај, тебе може би, На нив што им пречи? Ја губа државата, господине. Како ја губа државата? Ке се подели државата. Како се подели? Као што се поделила Југославија. А вака ќе ја задржите. Така е. Слушај сега, ово внимателно. Ајде. Кога Милошевиќ почна репресијата да ја зголеми. Кого споредуваде и која репресија? Слушај. Ама која репресија ја споредуваде? Милошевиќ кога почна да ја... Како може да го споредуваде Милошевиќ со Не споредувам никога. Кога Милошевиќ почна да ја зголеми репресијата, тогаш тој ја поспеши веќе осамостојувањето на... За каква репресија говориме? Господине Халили, за каква репресија? Вие се чувствувате за репресиран во Република Македонија. Немој да ги врташ. Ја ти кажувам, ако вака продолжите вие... Да, Джемо Хасо. Ако вака продолжите... Остави бе Джемо Хасо. Остави го Милошевиќ, што има врска Милошевиќ со Македонија. Ако продолжите вие со платформата на МАНУ од 2001 за поделба на Македонија. Која е таа платформа? Сите ја знаат. Платформата на Македонската академија на науките и уметности за поделба на Македонија. Тоа ќе ги наштетите сите граѓани на Република Македонија. Ќе ги им правите многу лоша услуга на младите. Многу имате непријатен... Кои прогресивно сакат да бидат дел од Европа. Немојте со старомодни идеи од 13 век да... Не можам да ве разберам. Зашто имате потреба? Те Милошевиќ, те не знам што ми... 91-ва. Те некоја платформа од 2001. Дали има некоја платформа? Се гледа јасно, вие сакате земјата да ја ставите во ќрсока. Јас ве прашувам, дали има некоја македонска платформа сега на маса, за која што сега ние би требале да разговараме заради некој зголемување на права, еве ја како што се жалев, поради тоа што сум македонец, што ги нема. Има ли таква работа сега во Македонија? Нема. Јас не знам. Али има тиранска платформа која што ја го оптеретува политичкото живење во Македонија и јас во таа платформа што оптеретува. Еве до сега говорев. Еден куп точки кои што јас никако не ги гледам. Ево да претпоставим. Па на крајот од денот, еве и за било што да разговараме. Прашањето на јазик. И за било што да разговараме. Слушајте ме сега. И за било што да разговараме, ама тоа не ги доживувам јас како приоритетни. Тоа постои парламент, па може тамо некој пратеник или група на пратеници или пратеничка група. Или пратеничка група па да го ставите тоа на комисија за политички систем. Многу добро знаете вие како оди усвојувањето на еден закон. И под услов да биде донесен било каков закон, што тебе воопшто не ти се бендисува, има процедура. Ќе поднесеш иницијатива до Уставен суд, дали законот е во склад со Уставот. Не, адакта законот. Зашто се мачите вие? Ако сакаме ние промени во Уставот, без ВМРО не може, бидејќи 2/3. Зашто се мачите сега за албанскиот јазик? Ова е надвор од тема.
вас ви треба тој јазик. не, Да ги покренете не, масите, да ги господине Халили, емоционално да ги Господине Халили, поттикнете масите. Затоа ви треба. Вие сами не верувате во ние тоа. говориме, Заради избори, заради за Заради избори. говориме, господине Халили, ние говориме за редефинирање на државата. Тоа не се Како мој, се редефинира државата? тоа не се мои зборови. Како се редефинира? Комплетно политичкиот Како? систем и уредување во Република Македонија. Таа редефиниција, Поради кога би се усвоиле сите тие и кога би се донеле закони Да, да. по основ на таа тиранска платформа, ја ви велам дека види, Македонија онаа која што е познаваме до сега веќе нема таа да постои. редефиниција што вие зборите стално. И нормално македонскиот народ. Таа редефиниција може да биде на два патишта. Едниот пат со војна, едниот пат со договор. Со војна, сите двајца ќе се карат, другите ќе играат мајтап, ќе се смејат на нас, на сите, и на вас и на нас. Или преку договор. Каби едното и другото за лоѓе, господине Халили. Како што се договоривме Тоа не 2001. Да предпоставиме, ние ќе даваме платформа, вие ќе велите не, на крај ќе дојде во интерес на државата до нешто. Без вас, без сите, тоа не може да биде. И промена на името. Не може едно мнозинство од 67 пратеника да промени име на државата. Одговорно ти тврдам. Без вас, присутен, дали Бидејќи вие би прифатиле ја и Љубиша да затоа треба говориме да за вас? гласа и ВМРО. Господине, Затоа се сложам да има и референдум. Ама тоа нема кај нив дома да се разговараат, господине Не, Халили. не. Во парламент на Република Не, не. Македонија ќе разговараат. Во, видите. Дали вас ви е прифатливо ја и Видите. Љубиша да разговараме за Сме вашето име? менували ние устави. Сме имале знаме, менувавме знаме. Рековме ќе се грижиме за надвор, сменивме тоа. Значи, уставот не е ниту Библија, ниту Куран. Тоа може да се менува. Белгиците 7 пати правиле реформи. 7 пати се соочили меѓу нив. Последниот пат, 2010-та, дали Белгија ќе биде конфедерација или ќе остане како што е. Во рамките на политичкиот диалог се е допуштено. Не е допуштено да земаш оружје ти да Господине Халили, менуваш граници. Никој тоа не го спори. Господин Оцелја, вие го гледате ли вие, господин Оцелја, што говори? Ама вие Ама го поединци говорите, а го гледате ли вие, господин Оцелја, што говори? Вие поединци Ма не е поединец, тој е човек кој што е Халили, само да ја и на прашам платформата нещо. и како Пандов, подршка за мандат на... Пандов, дозволете го прашам, господин Халили. Бидејќи реколте дека се дига, намерно се дига, ВМРО ги дига тензиите, националната емоција кај македонците, говорејќи против платформата. Но нели е слично кај албанските партии кои што ја направија? Нели и таа една битка за подигнување на цврстината на барањето на правата на албанците? Нели сите како да говорат за дигање на рейтингот пред избори? Нели е слична позицијата и за танго треба двајца? Видите сега јас како гледам. И кај тие составувачи нема потполно слога. И тие имат разлики нивни по разни прашања. Но причината зашто е дојдена до таа декларација е тоа што сите политички партии имале различни нивни видувања за односите во Македонија. Селја имаше бинационална држава. Затоа вие немој да велите не било предизборна кампања. Било предизборна кампања. Кај Селја. Без редефиниција и тие објаснија што е редефиниција за нив. Многу јасно. Не е отцепување, тоа е редефиниција на севкупните односи да се дојде до рамноправност, до еднаквост на сите граѓани. Понатаму? Да. Понатаму ДПА имаше дека водомен парламент и нашата платформа излез од криза. И ДУИ беше 4 барања. ДУИ економска рамноправност, проширување на јазикот. ДУИ велеше, ние сме реализирали се, албанскиот јазик е официјален, имаше и така. И тие ги ставиме на купче, сите барања ги ставиме на купче. И ДУИ излезе со резолуцијата за геноцид за време на предизборната кампања. Со која резолуција? Со резолуцијата за геноцидот, тоа е
точка на платформата на ДУИ. И сам нивниот лидер тоа јавно го рекол. И тој има право да каже дека сум го рекол, јас и моje барање е таму. И не држи тоа вашето дека тие точки не биле во предизборна кампања. И сега за да се состави влада, за да не дојде јас сакам вака, ти сакаш вака, сите тие барања тие ги направиле да бидат во рамките на Уставот и Орицкиот договор. Така се направени мислите сега? Така се направи. Ама ние не можеме да чуеме ни од ДСДС до крај. Право веле дека е неуставно. Тоа- И од Македонија и надвор од Вие кои Македонија. професори ги слушате бе? Јас Што се актуелни? слушав една професорка по уставно право Добро. пред 3-4 дена. Ја Гордана Силјановска на Таа НЗ мислам. цитира, ти тоа го кажа. Па, Таа не се ја гледавме. Вели, таа е министерка во ваше време од СДСМ. Таа- На Бранко Црвенковски. Таа вели- Целата професорка Да. потука бива. И според мен, Да, не интелектуалец пар оспорувам екселанс. за тоа. Вели, најголем дел. И тоа ја гледав на Таа опозиционен. кога ќе биде, ќе ги Вели, со сите незе- точки Да. помалку повеќе се противуставни. Тоа апсолутно За незе ли не говорите точно, сега? За незе. Сега во ВМ, ако така рекла, сега ти велам дека многу непрофесионално го толкувала тоа. Затоа што таа се повикува на првата точка, каде се вели тоа е констатација на сегашната состојба. Каде се вели дека албанскиот народ се смета како конститутивно население. А таа наместо народ вели нација. И вели албанската нација е конституирана 1912 година. Тој збор таа слободно да го брише нација, оти тоа во оригинал го нема. Во оригинал го има албанскиот народ во смисол на популација, на население, а тоа е реалност. Преамбулата на Уставот на Република Македонија зборува за граѓани на Република Македонија, македонски народ и дел од албанскиот народ. Тоа е реалност. И тука таа гледа против уставност. Мораме да завршиме. Имам И Тоа што рекламите на крај. Да завршите и Не, јас би сакал да повторам Уште ја по една минута. Да, еве, вистински минутка ќе видам. Ќе повторам, значи како и да му звучам на господинот се Халили. извинувам, може да ги пуштиме рекламите прво. Секако. Ајде реклами, па пуште по една минута за крај. Така ми сугерираат од режи. Еве на крајот од аргументи имам уште 3,5 минути. По минута и 25 секунди. Па добро, јас би сакал да повторам. Мислам дека Македонија се наоѓа сега во ваква ситуација како што е во оваа политичка криза, но имаме 25 години демократија. Сепак политичарите мислам дека имаат капацитет за разговарање и за договарање. И конечно мислам дека ќе се постигне некој договор, а тој договор јас само во еден правец го гледам. Што поскоро да имаме ние повторно парламентарни избори и тоа најдобро би било од економски причини заедно со локалните. Уште 30 секунди, морам да го напоменам тоа, а повторно, барем јас така сакам да чувствувам дека е потребно, а тоа е она со пописот. Охридскиот рамковен договор пишува дека 20% од населението кое што е над 20% ги има тие права кои што ги има. Не велам дека се под или над, но 15-16 години не сме имале попис. За да говориме за зголемување на етнички права, за кои што ќе напоменам дека, повторно ќе кажам, мислам, не гледам дека некој нема расположение да разговара, но не су подуцени, како што тоа го вели Селја, и не на ваков начин, не ултимативно, може да се разговара, но за сето тоа, повторно ќе речам, ние мора да знаеме колку население постои, македонско, албанско, турско,
Како услов за добивање... Услов за добивање на поголеми етнички права, кои што не велам дека се сите исполни тие што говори Лили, ама ние сме фашисти, вие сте вакви, вие сте онакви, вие не знаете да разговарате. Не е точно тоа. Ако не сум сакал јас со албанци да разговарам, на крајот на гриштата нема со вас да сум седнал сега тука. И јас само преку разговор го гледам нешто. Но ваков начин како е тргнато, мислам дека и јас се надевам дека ќе има ретерирање и кај албанците и кај Заев и дека ќе сватат дека насилно не може да ја спроведат таа платформа. Али за крај ваш последен. Јас мислам дека почеток на работата на собранието ќе ги разреши сите дилеми. А може да трае вака многу Република долго. Македонија мора што поитно да има влада, оти нема капацитет ова држава да е без влада. Тоа сите го кажуваат и ние треба да го разбираме како реалност. Не сум убеден дека други парламентарни избори би ја поправиле сликата. Сите треба да разбират дека неизменично партиите се менуваат. Некој некогаш се власт, некој опозиција, тоа е реалност. Никој нема право и не сме на други да му попречува насилно составување на извршна власт. Ви благодарам на учеството во емисијата, на аргументите кои што се обидувавте да ги изнесете. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и трпението што ја стевте аргументи. Но за старт, за да можам да одработам платата, Почитување на функцијата која ја Антон, извршувам. немаш право да ме покраниш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дайте само говори за вас. Сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја не би. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.